Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во новото издање на Супер Звезда. Денеска се уваме од еден од најубавите градови во Македонија. Дечки, а кој е тој град? Берово! Ајде да им мафнеме на сите кои што не гледаат. Поздрав до сите наши другарчиња од цела Македонија и пошироко од целиот свет. Добро дојдовте во оваа емисија во која што Супер Звезда денеска се специјални гости во Берово и сакам да им заблагодарам на моите драги другарчиња од Берово кои што ме поканија и денеска ми организира еден прекрасен, убав, топол пречек овдека. Искрено морам да ви кажам дека прекрасно се чувствувам, буквално исто како да сум дома. Така да сакам еден по еден да ги представам, да покажам кои се денеска ќе ни бидат гости во нашата емисија. Ајде да почнеме од овој батко овде. Георги. Ево го Георги, здраво живо. Георги, добре ми дојде во Супер Звезда. Колку години имаш, Георги? 11. Браво, да си жив, здрав, ти ќе ми бидеш десна рака, договорено? Да. Супер. Оваа прекрасна девојка се вика? Евгенија. Евгенија, здраво, добре дојде ти во Супер Звезда. Ти колку години имаш? 11. 11. Браво, Злато. А ти, Злато, како се викаш? Маја. Маја, добре ми дојде во Супер Звезда. Мајчка, ти колку години имаш? 11. Значи сите овдека имате по 11 години. Браво, да сте живи и здрави. Сега да ја покажеме оваа мала цуца убава која што се вика Христина. Христинче. Колку годинки имаш ти, бе, кукле? 6. Ти си голема девојка, браво, да си ми жива и здрава. Ево едно скопјанче тука со мене. Ова е девојката која се вика Никита. и Никита е таа малечката директорка на овој специјален хотелски комплекс кој денес ќе го посетиме и ти ќе ми бидеш десна рака. Договорено, Никита? Супер. А сега да ја представиме оваа женска што се вика Ангелина. Ангелина. Добре ми дојде во Супер Звезда. Колку годинки имаш ти, маче? 5. Годинки. А, ти си една од најмалечките учесници денес во нашата емисија. Драго ми е што си тука и што ќе се дружиме заедно. А сега да се запознаеме со Сара. Сара. Колку години имаш ти, маче? 11. Прекрасна девојка си и ти, да си жива здрава. Следната гостинка во Супер Звезда се вика Дивна. Дивна, здраво, живо, добре ни дојде во Супер Звезда. Колку години имаш ти? 11. 11 и за крај и дами и господа, ево уште еден батко овде кој што се вика Драга. Драги, бе, добре ни дојде да пукне. Ајде силно. Дечки, како сте, расположени ли сте? Да. Ајде да ве видам еднаш 3 4. Да викнеме во знак на добро расположение, така и да почнеме оваа емисија. И сега, еве, за почеток овдека, сакам, како што кажав, да ви заблагодарам уште еднаш за топлиот и срдечен прием. И еве да ги поучиме сите оние кои што никогаш не биле во Берово и кои што не знаат ништо за Берово. По што е познат градот Берово? По сливите и по компирот. Значи имаме страшен добар беровски компир кој се бара на сите пазари не само во Македонија, туку и во странство. Тоа е тоа, значи планински компир од Берово кој ќе дое, тоа е тој компир, вистински компир. И сливите? И сливите што се едни од најубавите во Република Македонија. Големи, убави, магарешки, така? Да. Ни прекрасни, супер, да. Инаку Берово си има исто како сите градови из Македонија собствен дијалект. И интересен овој беровски дијалект бидејќи има некои многу така интересни зборчиња што би кажал, еве, ќе ми помогнеш ли со некој од зборчињата? Например, за куќа се вика кашча. Кашча, убаво ли го кажав, а? Браво. И некој уште еден таков збор ќе ми каже ли некој? Ајде да видам. Овели Злато. За татко башча. Башча, видиш колку убаво. Супер, ајде да кажеме уште некој. Цвеќе читка. Ај, колку убаво. Супер. Еве сега имаме значи специјален час по беровски. Останете со нас, читани гледачи, ова ќе биде специјална, многу интересна емисија во која што еве да кажам денеска заедно со овие прекрасни дечиња кои што се од Берово и кои што ме поканија да дојдам овде, ќе бидеме гости во едно прекрасно место. Јас кога реков доаѓам во Берово, баравме некој убаво место каде што ќе може да снимиме емисија и одбравме да дојдеме токму на ова најубавото место. Станува збор за еден прекрасен хотелски комплекс кој што се вика како? Хотел Манастир. Хотел Манастир. Почитувани гледачи, денеска ќе бидеме специјални гости овде, ќе ги откриваме убавините на градот Берово, ќе ги откриваме убавините на овој прекрасен хотелски комплекс, а тоа е комплексот Хотел Манастир. Затоа ве поканувам во следните 60 на минути да останете заедно со нас, да ја гледате оваа емисија Супер Звезда, во која се надевам дека исто така и вие ќе уживате онолку колку што уживаме и ние во оваа наша денешна прошетка. Останете со нас, се гледаме веднаш после рекламите. Бакнеш.
почитувани гледачи, за сите оние кои малку подоцна се вклучија, денеска Супер звездите се специјални и ексклузивни гости овдека во градот Берово, во прекрасниот хотелски комплекс кој што се вика Хотел Манастир. Посебно ми е драго што имаме можност да бидеме пречекани од директорката, а тоа е Дина Муцунска. Дина, здраво живи и добре дојде во Супер звезда, како си? Добре дојдовте, благодарам, добре сум. Честни што сте наши гости денеска. Благодарам и за вашата можност што ни возможивте да дојдеме и да ја видиме сета оваа убавина овдека. Јас и Супер звездичките денеска подготвивме многу интересни прашања за вас. Се надевам дека ќе имаме една убава интересна емисија која што нема да биде интересна само за дечињата, туку и за нивните родители. Така да во следните 60 на минути ќе бидете наш домаќин, а и соговорник во оваа емисија, ќе имаме можност да одговориме на многуте прашања кои што ги имаме. Дечки, имате ли спремно прашања за Дада Дина? Кој има прашање да крене рака да видам? Ајде, тргнуваме од овдека. Кукле, повели кој е твоето прашање? Здраво, јас се викам Дивна и сакам да го поставам прашањето од кога постои овој хотелски комплекс. Прекрасно прашање. Дина, од кога постои овој прекрасен хотел? Така, Хотел Манастир постои веќе 9-та година. Значи, изграден е пред 8,5 години, континуирана градба, односно се состои од 3 крила кои што се постапно градени. Не е изграден во еден здив, туку дел по дел е граден. Станува збор за една божја убавина, би можел да кажам, доаѓаат ли многу гости туристи тука? Да, секако доаѓаат и гости од земјава и гости од странство. Прекрасно, ајде да видиме кој го има второто прашање. Овој Батко, повели Злото. Здраво, јас сум Драган и сакам да прашам дали овој хотел е стар или нов. Ова е навистина многу убаво прашање, бидејќи кажавте дека е изграден неодамна, но судејќи вака по ова што го гледам, ми личи дека е нешто традиционално, нешто автентично, како да извира далеку од времето. Да, архитектурата е малку поспецифична, не наликува на нова градба, токму наликува на градба од доцен 18, односно ран 19 век. Инаку сите делови од комплексот се нови, значи градени во овие 9 години, освен третово крило, кое што се наоѓа одма позади нас. Тоа е градено на место на стара градба од 1937 година, која што на времето беше хидроцентрала, односно една од првите 3 хидроцентрали во Македонија. Значи Берово покрај Битола и Скопје снабдувано со улична електрична струја уште во 1937 и токму на тоа место не имаме сега хотелско крило, а внатре е конзервиран генераторот кој што е од 1937 година, и каишите, и турбините, сето тоа е внатре како еден експонат на меѓународно може да се погледне. Иако не работи, можам да кажам вака од надвор дека и ден денес зрачи со позитивна енергија. Да, како не може да се почувствува. Сите кои што не е дошло треба да дојдат за да почувствуваат таа позитивна енергија. Така, почитувани гледачи, сите вие кои не сте биле, јас ви препорачувам да дојдете, бидејќи навистина ова е прво божја убавина. Едноставно очите не можат да се изнагледаат толку колку што организмот ќе ви бара, значи навистина ова нешто невидено до сега. Има многу работи наоколу кои што во тек на оваа емисија ќе ги покажеме. А самиот воздух, самата клима овдека ви прави да се почувствувате како да сте, буквално да кажам, како на друга планета. Ајде сега да одиме со останатите прашања. Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас се викам Сара и сакам да ја прашам Дина колку гости собира хотелот. И ова е навистина убаво прашање. Гледам дека има многу луѓе овдека наоколу. Колку гости собира Дина кај вас? Така. Хотелот има 37 соби, односно дел апартмани, дел соби. Вкупно 60 кревети, но во однос на луѓе колку што може да прими, тоа се 100 лица. 100 лица може да се сместат. По какви поводи најчесто доаѓаат луѓето овде, да се рекреираат, да се одмараат? Така. Голем број од посетите се токму семејни, вакви со мали деца, заради тоа што Берово е поднебје кое што покрај тоа што на сите нам ни одговара, е многу добро за детското здравје и воопшто за човековото здравје. Инаку имаме доста и работни посети, како семинари, различни коктели, работилници, исто така и рекреативни посети, заради тоа што околната природа нуди прекрасни услови за рекреација, како што е возење велосипеди во природа, пешачење, планинарење, имаме кајак на мирна вода, исто така во текот на зимата може да се практикува нудиско скијање, односно одење со ски по снег. Едноставно нуди многу можности за рекреација. Дел од овие рекреативни можности ги обезбедува самиот хотел. Јас видов таму маунтбајкови и некои велосипеди веќе стојат и чекаат. Да, имаме и наши кои што ги рентаме, но исто така и луѓе кои што се доаѓаат со своји велосипеди. Исто така имаме и коњи за јавање кои што ги ползуваме, кои што се во програмите на хотелот исто така.
Нема да е лошо јас да пробам дека една прошетка со еден маунтбајк малце да пробам после оваа емисија, верувам добро ќе ми дојде. Ајде сега да видиме, имаме ли уште прашања, да? Леле, уште колку прашања има? Повели, Кукле, кој е твоето прашање? Здраво, јас се викам Маја и сакам да ја прашам Дина од каде доаѓа името Хотел Манастир. Од каде доаѓа, значи, ова прекрасно име на вашиот хотел? Така, од самиот манастир кој што всушност до нас, ни треба, сакавме да го именуваме хотелот по некое звучно име кој што ќе биде лесно да се памти, сепак да има некоја мала символика, па едноставно се наметна. Кој што градбата која што веќе беше до нас, името нејзина да го искористиме. Прекрасно, да, тоа е прекрасна варијанта. Ајде сега понатаму, повели, Кукле, кој е твоето прашање? Здраво, јас се викам Евгенија и сакам да ја прашам Дина во каква архитектура е изграден хотелот. Ајде се уште еднаш малце околу архитектурата да кажеме, значи од каде дојде идејата за токму ваква автентична, уникатна архитектура? Како што веќе спомнавме во претходниот одговор, значи станува збор, името се го превземавме од манастирот, па така некако се наметна и идејата архитектурата да понесе нејзини карактеристики. Односно, архитектурата во која што е градена на двореж на хотелот е карактеристична за манастирите во доцен 18, односно ран 19 век. Па кога ги гледа однадвор човек и манастирот и хотелот да доаѓа како една целина архитектонска да се. Прекрасно. Ајде сега да имаме уште едно прашање, например, поставиме, па потоа ќе направиме една мала пауза. Може така? Еве да одмориме и ние гледачите. Еве, Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Георги. Сакам да ја прашам Дина кој е манастирот што се наоѓа спроти хотелот. Така, кој е името на манастирот и каков манастир е овој што се наоѓа за кој што зборуваме, кој што е поврзан директно и со името на хотелот и со архитектурата? Така убаво ни се надоврзаа прашањата една за друга. Името на манастирот е Свети Архангел Михаил и постои од 1818, односно 1818 година, се работи за женски манастир и единствениот манастир во Македонија, мислам поприлично сум сигурна, кој што има континуиран монишки живот од самиот негов зачеток па се до денес. Од кога е зачетокот на тој манастирот? 1818 година. 1818 година. Многу интересна легенда врзана за изградбата на црквата, но може да ја кажеме во нека друга прилика или кога самите гости ќе дојдат на лице место ќе ми ја раскажеме. Да, зошто да не? Еве, тоа нека биде една причина повеќе да дојдат овде да се запознаат вака со традициите на местноста, на населението на ова место, а поготово и на манастирот кој што е тука во директна непосредна близина до овој хотел. Сакате ли сега да отидеме од другата страна, таму каде што се наоѓа манастирот, да можат и нашите гледачи да видат за каков манастир станува збор, а и останатите прашања кои што претпоставувам дека ги имате, како што и ми кажавте дека ги има во голем број, да ги поставиме таму. Договорено? Ајде, 3-4 заминуваме. Шетаме, драги гледачи. Дечки, како се чувствувате? Одлично. На вистинско место ли сме дојдени денес? Да. Значи не ја утнавме, ја погодивме работата, така? Браво. Значи Берово, освен што е познат, драги гледачи, како што кажавме, по Беровски компир и по Беровска Слива. По Беровска слива, познат и по овој хотелски комплекс кој што се вика Хотел Манастир. Еве сега тука се наоѓаме пред рецепцијата, каде што би сакал неколку прашања да ги поставиме на Дина. Кој има прашање за Дина? Оваа прекрасна девојка. Кој е твоето прашање, Злата? Сакам да знам какви гости доаѓаат тука. Браво бе, Христинче, прекрасно прашање, Кукле, ту благодарам многу. Какви гости значи доаѓаат? Дали е фамилиарен хотел или повеќе за семинари или за кои гости најмногу одговара? Така, вакви убави како нашиве гости денеска, такви гости ни доаѓаат заедно со своите мајки и татковци, баби и дедовци, често. Значи, семејни посети. Исто така и доста млади парови имаме како посети, баба и дедовци со внуци или сами да се одморат од внуците. Доста исто така имаме и бизнис посети, како семинари, работилници, тимбилдинзи, често се прават кај нас.
затоа што тогаш се ползуваат не само капацитетите на комплексот, туку и природата како ресурс. Имаме за таков тип на и за семинарите и за тимбилдинзите имаме програма која што ја нудиме, како дел од таа програма влегуваат и планинарењето, и возењето велосипеди, јавање коњи, кајак на мирна вода, посета на бачило, ручек на бачило или скара во природа, ама подготвена од самата група, така да учесниците исто така тоа го правиме, истото вие содржини ги правиме и за самостојните посети, значи како за викенд посетите. Гостите имаме, да речеме, овој викенд во петок, ги мелуваме сите кои што знаеме дека ќе дојдат, кои што имаат направена предрезервација, дека овој петок ќе правиме пешачење или планинарење, или понесете си ги своите велосипеди, ќе правиме тури низ природа, или дека ќе имаме ручек на бачило со планинарење. Да, интересно и да речеме ако викендот, ако посетите почнуваат резервациите од петок, тие до четврток треба да се изјаснат и правиме голема група. И многу интересно затоа што луѓе кои што претходно не се знаеле, не се запознале во тек на денот, толку блиски стануваат, па навечер си прават гезмења, така да тука прераснале многу пријателства. Има луѓе кои што доаѓаат само заради превкусната храна. Нашата познати сме по специјалитетите кои што ги нудиме. Некои од нив се познатото беровско сирење, компирот на повеќе начини кои што се спрема овде, кои што е одлика, јагнето беровско, одлика на Берово е исто така и медот, шумските плодови, кои што при прошетка и самите наши гости си ги собираат во природата малини, капини, јагоди, а ние ги имаме овде на нашето мени во вид на сладка, исто така и сокчиња природни, од рибизли, од капини, од малини, специјалитети како што се малешевска тава кој што ни обожаваат децата, плескавици, различни, специфични само за кај нас, и да не ги редам сите други специјалитети, треба да дојдат да се познаат. Значи, дел од гостите доаѓаат и само поради храната. Ах, бе, дечки, колку вие сите убаво овде кога сте си живееле во Берово, просто на човек да не му се верува дека можело да има некое вакво место како од бајките, и тоа баш сокриено овдека во нашата малачка и прекрасна Македонија, кога стануваше збор за скарите кои што групата ги прави сама во природа, доколку некојаш ви фали скара мајстор, можете мене да ме викнете. Да, прстик излеже групава, да, и сите други групи после ќе ме барат. Значи да ми имате во предвид. И би сакал да прашам, може нешто повеќе да знаеме за манастирот? Кажавме дека ќе дојдеме тука, ево го манастирот веднаш покрај нас. За каков манастир станува збор, Дина? Значи, ова е манастир од 1818 година. Има многу интересна легенда за неговото градење. Постојат три услови кои што морале да бидат исполнати. Сега ќе ги спомнам, а кога ќе дојдат гостите ќе ми ја раскажеме. Едната е да биде изграден за 40 дена, црквата да биде изградена за 40 дена. Вториот услов е најмладата керка на попот да оди во харемот на султанот, и третиот услов, најтешкиот, да биде изграден под нивото на патот, како што можеме да видиме патот одел горе по горната линија. Значи, што постои, значи, биле исполнати, но кој како што се случило, кога ќе дојдат овде ќе им раскажеме. Покрај овој манастир постои уште еден, ова е женски манастир. Интересно е за него да се каже дека постои континуиран монашки живот од самото и од зачеток на конанците, па се до денеска. Имаме уште еден манастир, машкиот манастир, Света Богородица. На тоа место се прави славата за Света Богородица 28 август, каде што 1/3 од Македонија тогаш го посетува Берово. Од културолошки аспект имаме многу убав музеј во самиот град, со етнолошка историска поставка. Во овој момент јас би ги спомнала исто така и живите занаети во кои што се во Берово, како што е калајџискиот, копаничарскиот, ткајачкиот, изработка на носи, така да на нашите гости им ги презентираме сите овие занаети. Па многу од децата никогаш претходно, и многу од возрастните никогаш претходно немале прилика да се запознаат што тоа всушност навистина значи копаничарство и како тоа настанува. Еве да речеме и дверите, односно целиот иконостас за манастирот на Тоша е правен од овдешни. Да, моментално се изработуваат и дверите. Така да сме исто така многу познати и по тоа. Нема крај на уживањето овде во Берово, можам да кажам. Ти благодарам за оваа убава, прекрасна и обширна презентација вака на градот и културата и останатите знаменитости кои што си ги содржи ова место. А сега може и да уживаме во овој дожд кој што туку што во моментов почна вака помалку ни роси на главчињата. Затоа ние што ќе направиме, дечки, 3-4 ки мафнеме нашите гледачи и бегаме внатре. Одиме внатре. Ајде. Бегаме ние, драги гледачи, вие доаѓате со нас. Тргнуваме.
Сега дојавме на едно специјално место кое не можам да сокријам дека навистина многу ми се допаѓа, а тоа е ресторанот овде како што се наоѓа во вашиот хотел. Сакам да прашам каква храна имате овде? Менито на ресторанот е сочинето од локални специјалитети. Имаме привилегија да се наоѓаме на такво место каде што храната која што се одгледува во Берово и во неговата околина е навистина еколошка и здрава. Така да и се она кое што ќе го нудиме во хотелот е подготвено токму од тие намирници кои што се одгледуваат во околината, па и самите специјалитети кои што се наоѓаат на нашето мени се всушност здрава храна. Берово е познато како еколошки чиста средина, значи познато е како што кажавме по беровски компир, беровска слива. Значи вие ги употребувате вашите намирници овде како при приготување на храна. Да, значи се што се одгледува во регионот, се е вклучено во нашето мени. Всушност и така е создадено. Доколку го погледнете ќе видите дека не сте ги ни виделе на друго место и не ви се ни познати. А сите до едно се превкусни и навистина се чувството да се конзумирате преубаво. Некои од луѓето кои што биле овде ми спомнаа за некоја многу убава бабина торта или бабин колач кој што е еден од вашите специјалитети, ќе ми кажете ли нешто повеќе за тоа? Да, прекрасен вкус треба да се проба за да се види за што станува збор. Навистина, кои и оние дури што не се обожаватели на сладка храна, на благо, го обожаваат. Благодарам. Еве сега да видиме има ли некои прашања што би сакал да го постави овде за Дадина. Оваа прекрасна девојка. Злато, кое е твоето прашање? Зашто Дадина тука го изградила хотелот? Прекрасно прашање. Дина, кога се носеше одлука каде и како ќе се направи хотелот, зошто ја одбравте тогаш токму оваа локација? Така, моите родители се инвеститорите, така да нивна беше идејата да се изгради овде хотелот, а зошто можам и јас тоа да го кажам, заради тоа што местоположбава која што изберана е 900 метри надморска висина. Таа е одлична за човековото здравје, односно дури спортски екипи кога одат на висински припреми, тоа го прават токму на таа висина, 900 метри надморска висина. Потоа околината која што е еколошки чиста, најголемиот процент на кислород во воздухот на целиот Балкан. Потоа мирот кој што го нуди овде околината, прекрасната убава гледка на зеленило, на шума, манастирот кој што е до нас, кој што дава спокој, кој што навистина треба да се почувствува, треба да се дојде тука за да има само во место има некоја специфична енергија која што ја чувствуваат сите кои што ќе дојдат. Значи, не само што овде може човек добро да се одмори, се и се што да се изнагледа, туку и со подобра крвна слика и подобрено здраве ќе си оди дома. Да, секако. Чисто добиваме коментари дека храната е превкусна и дека наводно се поправаат, нели, затоа што не може да ја одолеат, а јас секогаш коментирам да, но тоа се 2 кила во убавени здравје. Да, зошто па да не? Хајде сега да одиме, сакате ли дечки да одиме кај базенот, оној што го видовме на доаѓање, да поуживаме малку таму. Дина, ќе не однесете ли кај базенот? Ајде, дечки, тргнуваме да видиме за какво чудо станува збор. Дечки, како сте? Весели, срекни? Да. Уморени, одморени? Кој се умори малку да видам да крене два прста? Да, на кој му се руча? Да видам. Да, супер. Ке правиме едно ручаче после тука? Да, видам, да. Нели ја фалевме храната? Па сега. Дека е чудо невидено, така? Да. Тука сме нон-стоп гладни. Не заради тоа што сме гладни, туку заради тоа што е превкусно. Да, и ако ставиме некој кило нема да зажалиме. Не. Супер. Ајде да видам, сега имаме многу прашања. Еве, Драган беше еден од оние кои имаше интересно прашање за Дадина. Кој беше, драги, твоето прашање? Моето прашање е од што се состои овој хотелски комплекс. Ете, кажав дека ќе одиме кај прекрасниот базен. Ни остави многу впечаток на доаѓање кога го видовме, сите се воодушевивме, едноставно можам да кажам дека не магепса. Но што се има во овој ваш хотелски комплекс? Така, поукрај сместувачкиот капацитет, кој што е поделен во 3 хотелски крила, кој што се состои и од апармани, и од стандард соби, и од супериор соби.
Имаме, значи, како што спомнавме, ресторан, собор за држење на состаноци, на семинари, потоа чардак, уште една ресторанска тераса која што се наоѓа подолж надоле. Оваа кај што сме сега моментално сместени, релакс базенов, спа содржини, сауна, джакузи, масажи, игралиште за фудбал имаме уште едно за тенис, за баскет и за одбојка. Исто така имаме и голем требнат простор од другата страна, кој што многу често се користи во склоп на тимбилдинг настани кои што се одржуваат, па прават различни интересни игри на него. Спремаме сега уште една нова содржина од летово. На реката ќе имаме како мало базенче и лежалки покрај него, и шангче, исто така за уште една плюс интересна содржина. Гледаме некои животни овде, ова е фарма или мини зоолошка градина или за што станува збор? Ова е всушност детско игралиште со љуѓешки во него, а имаме и зајчиња, и пауни, и некои мали поповчиња, има тој ресурс на моите деца на татко ми они го одржаваат и они се грижат за него, да. Прекрасно е, во моментов камерата покажува ги зајчињата кои што тука јадат гулабите, се наоѓаат веднаш да ни керка ми сега да беше овде, ќе откачаше со зајчиња, бидејќи ние дома чуваме едно зајче исто овакво бело прекрасно како што се овие ваши овде. Така да верувам деца кога доаѓаат овде играат со нив, и се многу добри питоми животни. Да, многу се питоми, трпат малтретирање. Трпа, да, Никита тука е она одговорна. Никита, како си ти? Добро. Кажи би вчера колку им ги влечеше ушите на зајчињата? Па превише. Уживаш ли кога доаѓаш овде? Да. Кажи ми, дали во лето ти пливаш во овој басен? Да. Какви други работи правиш тука? Све што има интересно. Се што има интересно, има многу интересни работи. Сега искрено за сите наши гледачи кои што те гледаат, кажи ми дали има поубаво место да? Не. Да си ми жива и здрава, браво, си јас те најавив, кажав дека си ти помладата директорка овде, иначе Никита е вашата киркичка, која што расте овде, нели? Да, она е навистина пример за дете растено во хотел, многу елоквентна и влегува во комуникација со сите гости. Така и пример за дете растено во здрава средина, може да се види со едни убави, големи, дебели образи, така? Па да. И насмејана, да, ако овдека можам да кажам и кажав дека самата клима веќе отвара апетит и тоа е тоа во кое што сите треба да уживаме и секој би сакал да го почувствува. Ајде сега да има ли некој што има уште некое прашање? Оваа згодна девојка има прашање по Вели Кукле. Кој е твоето прашање? Дали е подобро гостите да доаѓаат во лето или во зима? Ова е навистина едно прашање. Сега имаме можност да видиме како изгледа во лето, вашиот комплекс, но како е во зима. Тоа зависи од карактерот на оној кој што доаѓа во посета. Инаку е подеднакво убаво во сите 4 годишни времења. Преку зима изгледа целиот комплекс, целата околина изгледа како од некоја зимска приказна, како од честитка, како од бајка. Да. Навистина белина на сите страни останува во текот на целото зима, останува таа белина. А во текот на летото, да речеме за разлика од Скопје и останатите делови од Македонија, каде што нели владеа да неподносливи горештини, овде можеме да останеме активни во текот на цел ден. Можеме да шетаме по шума, можеме да планинариме, можеме да се играме доле на љуѓашките и повторно се чувствуваме многу добро, полни со енергија и неистошни. Интересно е тоа што и во текот на летото и во текот на зимата ние се покриваме со истите јоргани. Така. Да, ова е убав податок. Така, во самиот хотел немаме во собите клима, уреди, бидејќи нема потреба и бидејќи и во лето температурата во собите не се кажува над 22-3 степени, а во текот на ноќта навистина паѓа, така да потребни се тие дебели јоргани. Инаку собите ги загреваме со сопствено парно, кое што завршува до доцна пролеч, а почнува во рана есен. Да, затоа нема и сите оние кои што ќе дојдат во посета се изненадени како тоа навистина ни се постојано е пријатно да се престојува. Има ли ќумбенце тука во зима, го има ли оној специфичен мирис на камин? Да, и во ресторанот има камин, и во дневен престој имаме камин, во некој од собите имаме камин и покрај да рече после таква зимска прошетка по снег е прекрасно чувството да седне во ресторанот покрај огин да се пие некој топол напиток. За другите не знам, јас ги канам нашите гледачи да дојдат и да видат за какво чудо станува збор, но со мене од сега ќе се гледаме во сите годишни времења. Договорено, Дина? Да, добро дојдени. Било би ни било. Супер, благодарам. Сакате ли сега дечки да одиме доле да го видиме игралиштето малку, да видиме што се
случува таму доле? Ајде да ги видиме зајчињата од блиску. Може Никита ќе ни ги покажеш? Да. Супер. Одиме тамо. 3-4 како викаме. Лудница, драги гледачи. Одиме долу. Ајде по мене. Дојде време да направиме еден заеднички ваков работен ручек. Дечиња, како сте? Добри. Работевме напорно, така сега дојде време малку да одмориме, нели? Да. И повторно е вака малце да земеме сила за да може да продолжиме да ја доснимиме оваа емисија и да се изнауживаме во сите овие убавини. До крај сакам да кажам дека имаме специјална, значи, шанса денес да го пробаме јадењето, да ја пробаме храната овдека во хотел Манастир, да видиме за што поточно станува збор. И како што кажав, значи станува збор за автентична храна произведена овдека. Еве, на пример, ни го кажаа дека Чичко Борче е виновникот за овој прекрасен убав леп со кој што еве може да се послужат гостите овдека. Инаку месене со рака, почитувани гледачи, за разлика од она што повеќето од нас сме навикнати да го јадеме, а тоа се оние лебови правени во машини, во големите пекари. Ова е направено од рака, му благодариме на Чичко Борче и сите останати готвачи овдека кои што ни направија еден прекрасен ручек. Дали уживате вие во ручек? Да. Да, колку уживате да видите? Многу. Да, и имаме можност да пиеме природен сок, така? Да. Од оние шумски плодови кои што се собрани токму овдека на ова место, овдека каде што сме денеска дојдени да бидеме специјални гости. Продолжете да уживате во ручекот, јас ќе оставам да едете, а потоа продолжуваме со нашата емисија. Договорено? Да. Ајде, пријатен ручек. Еве сега, почитувани гледачи, се наоѓаме на вистинското место. Еве се наоѓаме во делот за играње, во делот за дружење и забава овдека во хотелскиот комплекс Хотел Манастир. Како што гледате, дури имаме и една лулашка за тројца, на која што само еден има шанса денес да ужива. Ето така, да видиме што друго имаме овде.
Тука си другите лулашки, еве го и тобоганот, кај што ние најмладите можат да уживаат, а еве веднаш позади мене се наоѓа и делот кај што се наоѓаат пилињата. Тука имаме неколку гулапчиња, сите оние деца кои сакаат еве да ги видат и да ги запознаат овие птици од поблиску, можат да дојдат тука, па дури вратата е отворена, па и гулабиве никаде не бегаат. Сакате ли животни? Да. Да, уживате заедно со вака гулапчиња? Да? Колку е убаво вака да се има место каде што ќе може децава да се дружат, значи тоа е од непроценливо богатство. И не се само гулапчињата тука, и какви други животни видовме овде? Пауни, зајци. Така, пауните во моментов се наоѓаат во една друга секција, но тука се зајчињата секаде околу нас. Тие трчкаат, ги бркавте ли зајците? Да. Фативте ли некој? Да. Касаат, гребат или не? Не. Мирни се, малку гребат, но затоа треба да знаеме како внимателно да ги пачеме. Сега сакам да ве прашам, вие дали уживате овде? Да. Има ли крај на вашето уживање? Не. Еве да кажеме, на кој од вас што му се допадна овде како посебно? Тебе, Злато, што ти се допадна? Ми се допадна гулабите и зајците. Гулавите и зачињата, браво, сколку убаво. Има ли некој што му се допадна храната? Например, браво, да. Базенот на кого му се допадна? Да, браво, нешто посебно, нешто друго што ви остави впечаток? Повелете, Злато? Мене исто така ми се допадна ресторанот и манастирот. Тоа е прекрасно чувство да се види, да се доживее сето ова што е. Мене морам да ви кажам дека многу ми се допадна градот Берово, ми се допадна природата која што ја имате овде, ми се допадна храната и ми се допадна што има Берово вакви прекрасни дечиња како што сте вие. И се надевам дека ќе имаме можност да се дружиме и во некоја наша наредна емисија, договорено? Да. Сакате ли да поздравите некој од овие што не гледаат денеска од нашите гледачи, мајки, татковци, пријатели, роднини, или сите ќе ги поздравиме, вака ќе ги мафнеме? Нашата емисија се ближи кон крајот, но не е тоа се. Ајде да ја видиме Дина. За крај би сакал уште неколку работи да ја прашам. По мене, драги гледачи. Дина, за крај сакав да те прашам уште неколку работи. И овде станува збор за семеен бизнис во кој што е инвестирано многу време. Ова е бизнис кој што се гради повеќе години. Од година на година е се поголем и од година на година е се поубав вашиот хотелски комплекс. Колку љубов имате инвестирано во сето ова што го имате направено тука? Така, точно се работи за семеен бизнис, инвеститори и сопственици се моите родители. Одговорноста да го менаџирам од трите ќерки падна на мене. Инаку точно се работи за приказна за љубов, инвестирано е многу љубов, многу време, многу посветеност, многу внимание. Јас искрено сум воодушевен од ова што можев денеска да го видам и доживеам овдека. Ти благодарам за начинот на кој што не пречека. Инаку ти благодарам за сето она што имавме можност денес да го доживееме сите заедно со тебе. Дечината се воодушевени исто и јас, и на многу убав начин ни го презентира и градот Берово, не само вашиот хотелски комплекс, туку и градот Берово со сите оние традиции, вредности кои што си ги има. Така да се надам дека повторно ние ќе се видиме во некоја наредна прилика, пак ќе бидам ваш гостин овдека, сакал или не. И морам да ти заблагодарам за тоа што си навистина една прекрасна личност. Те поканувам повторно да ми бидеш гостин во Супер Звезда и наскоро да имаме можност пак да се видиме. Би сакал за крај да те прашам и уште нешто што би сакала да им го порачаш на сите оние кои што те гледаат. Имаме многу дечиња кои што гледаат нашата емисија, нивните мајки, татковци, баби и дедовци. Што би кажала за сите нив? Така. Дека здравата храна, чистиот воздух, убавите човечки навики за рекреација се во основата на човековото здравје. Ние сакаме сите да бидеме здрави пред се, понатаму и убави и да живееме здрав живот, така да хотел Манастир е рецепт кој што може да ве доведе до таму, па така да каде да живеете во урбана средина, одворете неколку дена од годината и бидете наши гости. Јас ви ветувам дека тоа многу ќе ви користи. Така, јас би додал уште нешто за крај, почитувани гледачи, сакајте ја Македонија, тоа е една од најубавите земји на светот. Инаку почитувајте го градот во кој што живеете, но немојте да заборавите да дојдете и да го посетите Берово. Тоа е едно навистина прекрасно, убаво, мало градче кое што меднаш го видите, за секогаш ќе ви остане во срцето. Ти благодарам многу што беше дел од ова наше денешно дружење и се гледаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам што бевте наши гости, се надам дека и повторно ќе дојдете. Фала ти многу. Поздрав, драги гледачи, се гледаме за една недела од сега во новото издание на Супер Звезда. А до тогаш бидете живи и здрави. Сакајте ги мама и тато и како што се договоривме, дојдете во Берово. Чао, пријатно да гледаме. Чао.